се всели, свет, свет, свет си пресвет Господи. Царот на сите и Господ, дојде Адам да го преобрази. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Луѓе, радувајте се, играјте, ангели веселете се. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Прими го викнеме Господ твој, царот на сите и владика. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Мудреци од исток доаѓаат, народи да принесат достојни. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Да се поклонат на Господа во пештера новодениот. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Кога слушна ирод за настанот, целиот се потресе звониот. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Вака вели на свештениците, кои му служат на Господа. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Кажете ми, мудри учители, каде треба он да се роди. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Графче пред риба и таму виши измаѓа завршно. Бура на помисли, Јосиф намисли да ја опушти. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Ноќта падна соло, слушна глас, ангел Господов му проговори. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Светлина на светот ни засветли, и тие во мракот ги осветли. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Сите на Христа да го пееме, он заради нас се во пути. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Носиме сите. Маски имаме на ръкото, не да се ни Владичице, спаси ни християните. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Божичниот ручек бидна и убаво расположението и си краснавте вие и јас. Многу убава идеја. Убава идеја, добро реализирана, убав ден, голем ден. 2000 порции. Тоа е многу. 3000. 3000. 3000 порции. Така да, еве, луѓето си доаѓаат, имаме исто организирано и тие што не може да дојдат по изнемоштени, кои се им носиме по куќите преку бранка за храна, кај што имаме евиденција за такви социјални луѓе. Меѓутоа, пак ќе потенцирам, ќе кажам, овој ден не е само за социјалното загрозени луѓе, него е за сите ние, еве, како луѓе, како нација, да се дружиме, да се видиме на едно место,
па и негаш и посладкува вака да се касниш и Тоа да... е како враќање кон верата, како да ја заборавивме, а сега се враќаме назад. Така мене ми личи. Па гледайте, од секогаш Бадник, Божиш биле големи празници исто и Великден, кај што народот се сплотувал, се соединувал, си помагал еден на друг и никој не би сакал за Божиш, за Бадник да биде сам, како што не нашата замисла, меѓутоа и треба да бидеме солидарни. Тоа се тие најголеми празници кај солидарноста треба да превладува, да можеме да се осетиме еднакви пред општеството. Тоа е многу важна работа. Тоа е чувство кое секој човек го носи, а не може некој да го оствари на овој начин може. Баш така, ова е тие прав начин кој што можеме да го оствариме. Инаку знаеме дека никој голем дел на населението не е странен за храна, меѓутоа храната тука не е предуслов, предуслов е дружбата, празникот и она што треба духовно да го осетиме да се дружиме едни со други. Ја би сакал ова да премине во традиција и да го надохнудуваме со повеќе сегменти, така да ете, нашата вера и празниците тие кои што треба да сплотат. Кавадарчар ми поддржа на социјалните мрежи и илјадници луѓе поддржаа оваа акција и ја поздравуваат сите дека стане традиционална. Вам ви честитам на реализацијата на Горановата идеја и она што како логистика го дадовте со овој компанија кои Иницијативата морам да кажам дека беше на Горан кувар кој што работи кај нас во Мокриште, заедно со сите негови колеги од цела Македонија 18 елитни кувари кои што дојдоа да покажат дека може за Бадник да се дружат со луѓето, да се стигнат на пониско ниво, пошто знаеме дека они знаат да направат можеби порции од 1000 евра, меѓутоа ова денешница како празник е многу поголема од било што. Мислам дека идејата за поздравување од прифативме веднаш, не кошта толку многу финансиски и организационо колку што е голем денот. Ова е иницијатива за традиционалниот божичен ручник е на Горан. Горан, добар ден. Добар ден. Твоето презиме? Филипов, Горан, каде си вработен? во ресторан Мокриште. Што ти текна сега на овој Божич, на овој Бадник да дадеш ваква убава идеја? Па идејата беше моја, заедно со реализација на градоначалникот и на многу други општествено одговорни компании што се, за да може ни еден од ранлива категорија да не се осете дека е сам. За да можеме да му пружиме топол оброк на секој што нема фамилија, нема нешто што да придонесе до нивните срца да останат топли. Така е. Срцата да бидат топли, тоа ти е добра мисла. Многу кувари се собрал. Па тоа се мои колеги, речиси од цела Македонија, сме преку 20 готвачи. Имаме од Струга, Прилеп, Скопје, Куманово, Валандово, Гевгелија, скоро цела Македонија. Од Кавадарци. Што ќе ручаме денеска? Денеска ручаме гравче, тавче, риба, ориз и салата. Колку обруци? Па од 3 до 3500 обруци. Некои од тие што треба да примат оброк се срамат, не сакаат да бидат јавно видени. Може ли е дома да се однесе ручка? Па за тоа се тука банката за храна, Црвен крст за да се достави до, значи да не се запостави ни еден човек за да може да си добијат оброк. Јанче вели ова активност ваша хуманитарна ќе стане традиција. Дали е така? Да, треба да стане традиција, планираме за наредна година да биде уште помасовно. Морам ти честитам на убавата иницијатива, имаш подршка од јавноста на Кавадарци, на социјалните мрежи тоа го покажа. Биди жив и здрав, ти и твоето семејство во убава атмосфера да се поминете. Благодариме, исто и вас, се најубаво. Сега се со Горан и со еден негов пријател, меѓутоа и со Џоко, шефот на ресторанот Мокриште. Што е целта на оваа наша средна денеска? Целта е да социјално загрозените семејства што нели се слабо финансиски да може да се земат еден оброк да осетат нели празниците. При крајот е дењето стигнали? Па ќе стигне, мора да стигне. Колку порции граничанко рече околу 3000? Па негде се тука да. Џоко, вие логистика им пруживте на овие луѓе, сето ли е во ред? Да, точно, организационо им беше потребна мала помош да ги организираме, да ги средиме, нели сепак готвењето, ама и организационо мора да се поставиме. Сето да биде сведено по некој стандард, хасап стандард, за да може таа храна безбедно да стигне до секое семејство. Да, исправна за јадење?
точно. Што дадовте денеска како курче? Главно беше пастрамка, гравче и ориз. Нели? И сега да ни каже горе што ќе му дадеме на Џоко. Па на Џоко треба да му дадеме еден медал од асоциацијата на Игор Каспер Атанасовски за укажаната помош. Од асоциацијата, Националната асоциација Гастромак, му заблагодаруваме за помошта на шефот Горан што му помогна да дојде до неговата идеја да ја реализира, па еден медал да се сеќава на нова за да може до година да направиме повише. Ништо, фала. Роберт, како ја оценуваш ова активност, би рекол, невообичаена за кавадарци? ЕПА-ете се организира од страна на Општина Кавадарци, Сдруженијето на кувари, на градоначалникот, ваква акција која што представува од хуманитарен карактер и ние Банка за храна Кавадарци ја поздравуваме сите хуманитарни акции што се одвиваат кај нас и мислам дека со пандемијата тенденцијата за зголемување на гладта и сиромаштијата е се поголема, така да се потребни солидарноста и хуманоста се повеќе. Од наша страна ние ќе се вклучиме како испомош да се достават поголем број на порции по селата. Прилика која бројка? Па колку ќе има толку, нема да шпекулираме. Имате ваши комитенти? Да. со таа бројка оперирате? Да. Ќе гледаме да ако може да му се достави по 2-3 порции затоа што сепак тие луѓе имат потреба од дополнителен оброк, а оваа акција е баш тоа и да му се обезбеди еден достоинствен оброк на овој голем христијански празник. И би апелирал до сите чинители кои што се на територија на општина Кавадарци, Тиквешијата, државата да бидат што е можно посолидарни и да можат да обезбедуваат повеќе вакви акции не само за Бадник и за Божи, скоро за сите празници, бидејќи треба да им се помогне на сите наши сограѓани кои што имаат потреба. И уште еднаш ќе повторам дека што е можно повеќе хуманитарни активности се потребни на територија на општина Кавадарци и не само на нашата територија. Еден од спонзорите сакаме да интервјуираме, како се викате? Арсовски Панче, Панче, работен во фирмата Левиди Агро од Кочани, кој што дистрибуира и ориз. а вие го давате оризот за овој? Оризот е граф за овој. А, и гравот? Да, за Бадникарската ден го дониравме за да можат луѓето да тие Како што го немаат оценуваш да имаат. овој чин? Како го оценуваш ти како човек? А ја го оценувам како многу хуман гест, заради тоа што сепак пораката е тие што немаат да имаат, затоа што живееме во многу тешки времиња, а тие времиња сепак еден ручок или една вечер значат многу. Беше жена постојана присутна, а еве сега на Бадниковиот ручек или вечера задолжително. Кажете ми, што понудивте денеска? Денеска ја понудивме Бадниковата трапеза, како изгледа една маса на Бадник. Значи имаме гравче, погача со паричка, баник, алва, макалото и други работи. Се е посно, тука се наоѓаат и овошјата, и суви смокви, суви урми,ораси, портокали, јаболка, тоа што треба за Бадниковата со пелтето, за Бадниковата трапеза. Имаме голема благодарност од претседателката Снежана Жана Стојанова од Тетово што не организира за оваа пригода и голема благодарност од градоначалникот Митко Јанчев што ни даде една прилика да го представиме Бадниковата трпеза во Кавадарци. Има ли вешти жени во Кавадарци? Гледаме млади луѓе имате овде? Да, тука имаме придружнички, нови. Една од вештите жени е Дитка Човлеска, јас сум Василевска Славица, Јасмина Василева, Сузана, Светлана и Васка Ризова тука што сите едно... Знаете ли од кога постои вешта жена? Многу одамна. Многу одамна. Ја бев млад новинар, Да. кога почна да се раѓа таа идеја, па госпоѓето Тетово доаѓаше овде и ги инициира кавадарчанки и Дитка мислам дека добра работа заврши. Да. Па 30 годишнина веќе прославија од вешта жена. Беше претседателката и на телевизија Телма и тоа го кажа дека веќе имаме 30 роден ден. Јас сум веќе 15 години во вешта жена. Знаете да готват овие младите?
Па знаат, да. Има. Вакви народни... Има, се интересираат и за сукано, и за тегнето. Значи има доста деца, млади девојчиња, млади невести, кои што сакаат да готват и сакаат да учествуваат во вешта жена. Многу ве пофали ова дитка, така ли е? Да, така е. Кој е вашиот специалитет? Тегнатиот баник, пелтето, таму, значи зелникот со прас, рибата пржена, тоа е од мој рац. Сработено. Дали дома има кој да го проба ова? Да. Имаме гурмани доволно. Кавадарчани многу јадат. Кажете ми, што вие им спремивте на вашите во вечерашнава трпеза? За вечерва На имаме вашата маса дома. посен граф, сукан баник со тиква, зелник со прас, макало, пелте, тоа е. Суви смокви, суви сливи, тоа ќе биде секако на маста. Без вино и ракија не може да биде лукче, метче и тоа обавезно да биде тиква, сол и лук. Ако случајно И мет мора да има. вие остарите, отидете во пензија, вие не се бавите со ова. Има ли кој да го продолжи ова чудо? Има. Моите знајчи го продолжат ова. А децата се интересираат? Да, и децата се интересират. Благодарам. Мило им беше што детка каже. Јас ја направив посебно погачата, значи со Исус Христос, со Зорки, снима ја Богородица. погачата, молите. Ете пред тебе. Да. И таа погача ќе ја крши градоначалникот како татко на градот, во која има и паричка. На кој ќе му падне, късмет нека му има. Вам късмет и благодарност што ја продолжувате македонската традиција. И вас благодарам за што не поканивте и што изложив на една убава трпеза да видат квадарчани како може да се направи една добра маса, како идеја да му дојде на секој еден. Божество Твое, Христе Боже наш, посија мирови свет разума, небо звездам служащи, звездою учахуся, Тебе кланяти ся сонцу правди, и Тебе ведети с висоти востока, Господи, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, није и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Отче благослови. Христе Боже, благословени пијето на Твоите чеда овдека во оваа општина, во овој град и верни куќа додито свети, зашто си свет сега и секогаш и во вечни векови. Христос се роди! Христос се роди! Христос се роди! Почитувани драги браќи и сестри, нека ни е честит бадник и големиот љубав празник Рождество Христово, благодарност до нашиот градоначалник кој што еве за оваа прекрасна манифестација каде што ќе стоплиме некое срце со топол оброк во чест и слава на овој голем наш празник и каде што во чест и слава е благословен за да можат и сите оние кои што оваа година не дошло од оправдани причини или не знаат до година да биде уште помасовно и подобро. Се надеваме дека оваа наша општина заедно со црквата и со останатите институции овие празнични денови православно и според обичаите и типикот ќе се придржуваме и се надеваме дека никој нема да биде повреден, а напротив ќе биде развеселен, ќе се однесе во домот мир и благосостојба. Нека ни е честит празникот и за многу години Христос се роди.
Градоначалниче, благодарности до вас и да продолжите со овие манифестации. Господ Бог да ве благослови вас и вашето семејство и сите околу вас кои што ви помагаат да ве окружуваат. За многу години.